Великобританија. Иран собори беспилотно летало на сат во меѓународен воздушен простор. 25 милиони луѓе се бегалци, 70 милиони ги напуштаат домовите поради прогон, конфликти и насилство. Светот не памети по големи бројки. Растот на авторитаризмот е нов идеолошки предизвик, вели конгресменот Адам Шиф. Ова е Ньюсфлеш на Гласот на Америка. Јас сум Анита Шијакова. Додека Белата куќа го очекува канадскиот премиер Џастин Трудо, кој со председателот Доналд Трамп ќе разговара за трговскиот договор, Вашингтон е преокупиран со нов инцидент во кој Иран собори американско беспилотно летало. Иран тврди дека леталото е соборено во нивен воздушен простор, а САД тврдат дека се случил во меѓународен простор. Американската централна команда потврди дека ирански проектил од типот земја-воздух соборил беспилотно летало на американската морнарица над тесницот Хормуз. Дронот се користил за мисии за разузнавање во пограничните региони. Американската администрација ги укинува прописите во САД за емисија на издувни гасови во атмосферата, игнорирајќи ги предупредувањата од научниците дека ако државите не го сторат тоа, ќе има драстични ефекти врз климатските промени. Поборниците за заштита на животната средина велат дека новите прописи ќе ја зголемат емисијата на јаглерод диоксид. Светскиот ден на бегалците 20 јуни се фокусира на приказните на луѓето кои биле принудени да ги напуштат своите земји поради војна или прогон. Сторија на Шајлер Огден. Маджид Абдел Рахим, познат како шеф Маджид, готви сириска храна во Вашингтон. Мирисите од зачините го подсетуваат на храната во Дамаск, но тој веројатно никогаш нема да се врати таму. Ја напуштив Сирија во февруари 2013 година. Заминав за Јордан бидејќи мајка ми и татко ми ме молеа да ја напуштам Сирија поради војната. Маджид е само еден од 25 милиони бегалци низ светот. Други 70 милиони луѓе биле присилени да ги напуштат домовите поради прогон, прекршување на правата, конфликти, насилство. Бројките кои ги гледаме се највисоките кои сме ги виделе досега. Стотици илјади беа принудени да ја напуштат Бурма, да побегнат во соседен Бангладеш. Ке ти ја запалат куќата и што можеш да правиш? Мораш да си го спасуваш животот. Кога куќата е изгорена немаш ништо, а и власта е против тебе, каде можеш да одиш? Многумина во камповите не знаат кога и дали воопшто ќе се вратат дома. Масовен екзодус и во Венецуела, која е во длабока политичка и економска криза. Миграцијата се засилува и поради драматичниот раст на насилството на бандите во Гватемала, Хондурас, Ел Салвадор. Бегалците во земјите домакини, вклучувајќи ги Уганда, Пакистан, Турција, живеат во тешки услови. Нивниот статус е неизвесен. Од Агенцијата за бегалци на Обединетите нации вела дека САД остануваат меѓу најголемите земји за преселување во светот. Овој бегалец, кој сакаше да остане анонимен, вели дека нема план да се врати во татковината. Се плашам да се вратам во Јемен. За мене како хомосексуалец таму нема место каде би сакал да бидам. Во Јемен е нелегално да се биде хомосексуалец. Затоа има смртна казна. Во декември Обединетите нации усвоија глобален договор со цел зајакнување на глобалниот одговор на проблемот со бегалците. На бегалците им треба помош за да можат да ги обноват своите животи. Токму тоа Маджид го прави во Америка. Во 2017 година со семејството се преселив во Мериленд. Сакам да го градам мојот живот во Америка, да создадам добра иднина за моето семејство. Ние и во следните денови ќе известуваме за бегалците, а сега со наредните содржини. Кина и Русија преку ефективна технологија и ширење лажни вести го зголемува бројот на автократи во светот, рече конгресменот Адам Шиф во Националниот клуб на новинари во Вашингтон. Милена Ѓоргиевска беше таму. Растот на авторитаризмот е нов идеолошки предизвик со кој се соочува светот денес, вели конгресменот Адам Шиф, председавач со Комисијата за разузнавање во Претставничкиот дом. Според него, многу млади луѓе се уште се сомневаат дека демократијата е најдобра форма на владење. Кина и Русија преку ефективна технологија и ширење лажни вести го зголемуваат овој проблем, вели тој. The Chinese model, along with Russian efforts to subvert other democracies. Овој кинески модел заедно со руските напори за потценување на демократијата, заедно со притисокот поради економски проблеми, придонесуваат кон овој тренд на тоталитаризам.
Шиф вели дека начинот на кој се добиваат информациите на социјалните медиуми се во служба на автократите во целиот свет. A medium in which lies travel far faster than truths. Ова е медиум на кој лагите патуваат побрзо од вистината, стравот и гневот стануваат вирални. Се тоа заедно со економската несигурност и проблематичната информацијска средина представува вистинска закана за демократијата. Нагласи дека САД прават се што можат за да ги спречат руските намери за можно влијание во изборите 2020-та, но и технологијата станува се помоќна. Not only can you put out something fake and call it real, but you can disregard something real and label it fake. Покрај САД, држави како Северна Македонија пак се први на удар на руското малигно влијание, изјави на неодамнешниот распит во Сенатската комисија за надворешни работи Кетрин Вилбергер, помошник секретар во Пентагон за меѓународни безбедносни прашања. Властите во Северна Македонија се обидуваат да откријат каква порака Русија ќе испрати за да влијае врз гласачите и се обидуваат да ги подготви граѓаните и пред таа порака да биде испратена. Ризикот за демократијата и човековите права уште повеќе ќе расте со брзиот развој на технологијата и дигиталниот тоталитаризам, кога само преку препознавање на лице може да се следат граѓаните, каде одат, што објавуваат на Facebook, дали патуваат и каков им е кредитниот рейтинг. Ново истражување покажа дека реките во светот се полни со антибиотици. Кевин Енокс известува за овој проблем. Џон Вилкинсон од Универзитетот Јорк, заедно со тим истражувачи, патувале низ светот да ја тестираат водата во 72 држави, со цел да проверат 14 видови антибиотици. Нив ги пронашле во 65% од реките што ги тестирале. Во една река најдовме антибиотици 300 пати повеќе од дозволеното. Ова е случај во Бангладеш. Една од причините за ова е фрлањето отпад. Но од каде доаѓа се во ова? Вилкинсон вели дека се уште не е јасно. Тешко е да се даде еден заклучок за податоците што ги собравме од некои места каде има висока концентрација на хемикалии. Но податоците за локациите на антибиотиците можат да им користат на научниците да откријат како тие завршуваат во водата и како тоа може да се спречи. Тоа ќе биде огромен приоритет, бидејќи сите овие антибиотици може да бидат причина за зголемена отпорност на оваа бактерија на лекови. За само неколку часа може да ги донесете овие бактерии во авион од Најроби во Лондон, ако се земе предвид поврзаноста во светот. Вилкинсон вели дека најголемите проблеми се во Африка и Азија, но дека и Европа и Северна и Јужна Америка имаат загадени реки, што го прави овој проблем глобален. Издадена е првата поштенска марка во светот посветена на децата заболени од ретки болести. Мики Трајковски ги има деталите. Идејата за издавање на првата поштенска марка посветена на децата заболени од Далпорт синдром е со цел на поинаков начин да се влие врз јавната свест за нивните проблеми и потреби. Станува збор за многу ретко заболување кое се манифестира со откажување на слухот и бубрезите, вели граѓанскиот активист Гордана Лолеска, иницијатор за низиното издавање. Да се поткрине свеста дека постојат, дека не се сами, дека не се невидливи. Ова е редок начин на искажување и на подигање на јавната свест за ретките болести. Во 2017 година земјава стана собственик и на првата поштенска марка, но посветена на сите деца со ретки болести. Истите ќе бидат достапни онлайн преку интернет со цел што повеќе луѓе во светот да ги видат. Тоа ќе значи дека како први во светот повторно со едни ретки диагнози оставаме еден печат во историјата, оставаме печат во филателијата, во светот на филателијата, веќе се интересираат филателистите ни светот за овие две марки, каде може да се набават, каде може да се купат. Лолеска се надева дека средствата од продажбата на овие поштенски марки во иднина ќе завршуваат во фондови наменети за ретки болести. Планот е вели еднаш годишно Македонска пошта да издава по една поштенска марка посветена на ретка болест. Во земјава од 80 различни диагнози на ретки болести, само за околу 30 од нив има некаков лек. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски. Тука е крајот на емисијата. Следете не утре во истиот термин.